Благодарам, председателе. Прво, вашата најава дека ќе се организира јавна расправа по однос на овој како значајно законско решение. Сметам дека е исправна. Тоа е оној квалитет кој што го има вашата комисијата која што ја водите, но и воопшто овој собраниски состав на организирање на повеќе јавни дебати на кои што ќе можеме да ги соочиме ставовите, меѓутоа не само ставовите внатре во пратеничката група, помеѓу пратениците вратне во собранието, туку и да ја слушнеме експертската јавност што има да каже, па врз основа на тоа да произнесе дадеме и ние како пратеници соодветни амандмански решенија за да можеме да интервенираме евентуално во текстовите на закон, земајќи во предвид дека се работи за закон од прво читање, каде што се утврдува само потребата од носење на одреден законски текст. Јас одма да кажам дека ќе го поддржам овој закон, односно потребата од носење на овој закон, бидејќи одамна, веќе подолг временски период, се правят напори за измена токму на овој закон, законот за јавни обвинители. Според мене, овој закон е еден од најзначајните закони кои што влегол во ова собрание. Зошто еден од најзначајните закони кои што влегол во ова собрание? Бидејќи ние постојано зборуваме за нефункционалност на систем и сметам дека оваа власт и владата генерално прави сериозни напори за да проба системот да профункционира. Системот не може да профункционира ако основна талка која што треба да се грижи за почитување на законите и спречување на девијантни појави, а тоа е јавното обвинителство, не функционира. И јавното обвинителство генерално институција која што е оценета со најниска оценка помеѓу граѓаните. И ние како собрани она што можеме да го направиме, тоа е да го измениме законот за јавно обвинителство и да донесеме поквалитетен закон за јавно обвинителство во насока на подобрување на состојбите токму во јавното обвинителство, токму во овој орган кој што де факто не функционира. Сега имаме еден законски текст кој што врши подобрување во повеќе аспекти, затоа подетално зборуваше и заменик министерот во своето обраќање во образлагање на законот. Јас имам повеќе забелешки во однос на законот во насока на негово подобрување, меѓутоа ќе ги оставиме за второто читање и за јавната дебата. Генерално би дал една позитивна оценка за законот, но би кажал една работа, тоа е концептот на функционирање и правење на самиот законски текст. Иако повеќе се зборува и тоа се и насоките кои што ни доаѓаат од Европа и слично, дека треба да се оди во конотација на подобрување на независноста на јавното обвинителство. Јас сметам дека паралелно со процесот на подобрување на независноста на јавното обвинителство мора да воспоставиме еден систем на одговорност кај јавните обвинители, бидејќи таа одговорност ценам дека фали и особено оценката која што ви се дала за работата на јавните обвинители, бидејќи ние одиме веќе наназад со години наназад со подобрување на независноста на тоа јавно обвинителство, со стварање на услови јавното обвинителство да може понезависно да работи, а ги занемаруваме оној вториот особено значаен елемент, нешто што и самите граѓани на оваа држава го барат, а тоа е одговорност кај јавните обвинители за непостапување. Пошто ние изминативе години бевме навикнати да гледаме јавни обвинители кои што не постапуваат, бевме навикнати да гледаме едно јавно обвинителство кое што затоа се зборува чуваат документи во фиоки или слично. Значи ние мораме да воспоставиме еден систем, најпосле да имаме одговорност и се надевам дека овде е нешто преземено во таа конотација, дека во наредниот период кај правата и обврските на јавните обвинители ќе видиме малце и повеќе обврски, а не само право. Бидејќи во таа глава, да речеме, кај права и обврски, јас гледам само една обврска. Она што вообичаено кај законите има чување на деловна тајна, тука е чување на тајни. Само тоа е обврска, сето друго е право. Кога веќе на некого даваме право, ја сакам малце да видам и обврски. И тоа е она кое што ние треба да го направиме. Јавни обвинители кои ќе одговараат. Кај оној дел подобрувањето на дисциплинската постапка, за кое што малце и позборува заменик министерот за правда, тоа е така, навистина е направен еден транспарентен процес, меѓутоа, ако ги видите делот на дисциплинските постапки, гледате дека имаме се 8 разрешување, пошто само во еден член горе е разрешувањето, ваму сите казни се нешто друго, 8 разрешување на јавен обвинител. Мора малку да одговараат и јавните обвинители за своето непостапување. Тоа е она кое што јас би сакал да го видам како подобрување на овој законски текст. Инаку, секоја честна
владата. Оваа влада покажува дека е спремна да се соочи со сите проблеми кои што се наталожени во минатото и затоа се носат на вистина едни реформски закони кои што вообичаено владите, особено на претходната влада, избегнуваше да ги донесе. Како што се и во делот на администрацијата и реформи во администрација, и во делот на судството, но и во делот на сите други реформи кои што се спроведуваат. Тоа се избегнуваше, сега имаме една влада која што е спремна тоа да не се избегнува и да го докомплетираме процесот до крај. Уште еднашка благодарност воопшто до владата што ваков еден закон достави, за кој што ние како пратеници ќе можеме во иднина да работиме, и уште еднаш да го поздравам ова што го најави председателот на комисијата за организирање на јавна дебата во конотација на подобрување на законскиот текст. За сите забелешки на законскиот текст ќе се осврнам на кога ќе дојде овој закон во второ читање. Благодарам. Благодарам.